нов петок и време е за нов тайм-аут на КМ телевизија. Денес ќе разговараме за еден од најпопуларните спортови во Тетово, можам слободно да кажам, еден од двата најпопуларни спортови. Тетово секогаш бил познат како одбојкарски град, секако и фудбалски град, затоа и реков еден од двата најпопуларни спортови, но денес ќе разговараме конкретно за женската одбојка. Со мене денес во тайм-аут е Виолета Зафировска, поранешна одбојкарка, тренер. Добро вечер. И моментално собственик на одбојкарскиот клуб Те Волеј. Така. Зафировска, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин и да поразговараме за некои минати времења во женската одбојка и да направиме една паралела со она што е денес женската Ви одбојка. благодарам и вас на поканата. Благодарам многу. Нашите емисии обично ги започнуваме од почеток, односно од вашите почетоци. Кога започнавте да тренирате одбојка, зошто баш одбојка, а не за некој друг спорт? Па, знаете, одбојката, како и самите кажавте, секогаш била популарна и не за џабе се вика дека Тетово е градот на одбојката покрај Струмица и Скопје се. Моите почетоци беа уште како малечко во основно одделение. Мојот прв тренер беше Веле Столески, кој тогаш немаше како сега објава прием чланови по медиуми, по социјални мрежи. Тој кога си дојде во училиште, си идеше од клас до клас и прашуваше кој сака да се запише на одбојка. Па така јас се договорив со моите родители, ајде викам да пробам да видам. Не очекував дека толку надлабоко ќе влезе во мојата психа и во мојата крв, значи и мојата желба за спортување за играње одбојка. Дали ви интересира и други спортови? Дали сакате да пробате некој друг спорт да играте? Па јас сум видела и кај наставникот Стеве Заковски во тогашниот дете во Партизан, тога беше едно збиралиште на деца, значи кои сака да спортуваат. Не сме били определени стрикно за кој спорт, значи доставно да се дружиме и да спортуваме. После тука беше и тетка Жана Стојановска, која многу ја поздравувам во овој случај. И кај неа малку идев на ритмичка гимнастика, меѓутоа кога дојде наставникот за одбојка, значи тоа беше една прекратница во мојот живот. Тогаш се трениравте на бетонска подлога или Да, почетоците ми се на спортскиот центар. Значи тука сме играле одбојка од сабајле до вечер. Не сме гледале дали сме на распуст, дали е топло, дали е ладно. Само топката во рака и спорт. Тога мојот прв клуб беше ЖОК Единство. Го споменавме спортскиот центар. Така. Ние сме сега тука во соседството, Во близина, да. Во прекрасниот амбиент на лаунж барот Двор 21. Така. Да ги поздравиме персоналот и собствениците кои што ни овозможија да ја снимаме тука оваа емисија. Други времења за спортот. Други. Нема телевизија, нема интернет, нема компјутери, таблети, телефони, социјални мрежи, интернет. Едноставно, како што кажавте, цел ден само се... Ма играње на 3 метра, играње на цело, кој како ќе најде, ајде придружени се, значи топката во рака и само одбојка и само одбојка. Масовноста тогаш? Не беше толку како сега, мислам, не беше. Не знам дали имало и толку за интерес, меѓутоа, сепак видите машките како иден денес одат повеќе по фудбал. Гледате и сами дека во Тетово више обстојува само со два одбојкарски клуба, значи Универзитет и Шкендија. Јуокром згасна, Љуботен згасна, Непроштено, Лешо, Глоди, значи сите тие клубови се за жал се згаснати. За жал се згаснати. Илирија Шеровина, да не ги заборави. Играат во лига. Да, играат. Кога започнувате да се надпреварувате? Тренирате одбојка, меѓутоа, кога започнувате со надпревари, во која возрастна категорија? Мојата прва возраст беше, како што реков, за значи, единство, значи, во пионерска конкуренција. Се сеќам на мојот прв надпревар во Крива Паланка, на турнир пионерски, значи, и уште и сега кога се навраќам, значи, на тие моменти, ми се едни прекрасни доживувања, значи, самиот чин, значи, како тренер, како играч, да отидеш на пионерски надпревар, доживлеј. И тога знам, освоивме сребрена медаља, бевме втори. Радост е, што да кажем.
Како течеше кариерата, кога заплавивте во оние сениорски надпревари во малку посериозна одбојка? Па со моето само запишување во медицина се префрлив во Љуботен, значи да како играч. Тога тренер ми беше Драшко Илевски Чајка, значи една величина, едно големо име за тетовската одбојка и за македонската, секако се разбира, он и неговото семејство. Поздрав до нив. Учествуваме прво во Македонската лига, па потоа имавме квалификации за втора Југословенска лига. Знам дека влеговме во втора Југословенска лига. Надпревари по Србија, Нови Сад, Прибој, Вршат, многу надпревари, многу убави надпревари, гостувања, патувања. Значи сето тоа треба да се доживее па да може да се раскаже. Некој надпревар на кој што посебно се сеќавате од тој период се уште во Југославија? Да, многу ми е купот на Југославија, значи кога се играше четирите најдобри екипи, гости бевме Тетово и доаѓањето на Цвета Стакич, играч како играч беше тога на Раднички. Значи на тоа време беше репер на денешна Тијана Бошковиќ, најдобра играчица у Европа и у свет. Значи тоа немам да запоравам никош. Дали може да направиме паралела на условите за тренирање и изиграње надпревари тогаш и денес, ако знаеме дека и тогаш веројатно игравте во Гоце Делчев и трениравте, а и сега? Тога салата во Гоце Делчев значи беше нова, тога ја пуштија во употреба, значи топли сала, значи тушчеви за туширање, кабини, значи се условите, мислам дека не се промените ни малку. Значи Гоце Делчев, еве го гледаме што е сега. Нема ништо променето, марем у негативна смисла све иде. Салите се ладни, салите се скапи за тренирање. Значи ова е младина и деца што се тренираат, место да ги тргнеме од кафичи, од возувалници, значи треба да имаат навика да спортуваат, зашто тоа е во здраво тело, здрав дух, не рекле за џабе. Квалитетот на женската одбојка тогаш и сега? Тогаш квалитетот бил подобар, земајќи го сега кога ги гледаме двете лиги, значи првата и втората одбојкарска лига, многу девојчињата млади се откажуваат. Значи ние немаме сениорки. Значи игра девојчиња 2000-те и помлади. Значи тој репер на сениорки го нема за да може значи да даде едно искуство на екипата. Еве земам пример за моите ќерки кои што многу рано се откажаа од одбојка. Значи на 20-24 години треба да играш бре, а не да се откажеш од одбојка. Тоа ми беше и следното прашање. Како жена, колку значи врз спортувањето влијае и мажењето, мајчинството? Дали Мислам дека тоа не влија. Ете, ја ќе нагласим еден пример дека јас сум играла и мажена и бремена, така да ако сака све се може, све се постигне. Значи важно е љубовта и целта која имаш, која сакаш да ја постигнеш во животот. Доаѓаме веќе до еден период во независна Македонија. Играте се уште за Љуботен. Мислам дека Љуботен игра во прва македонска лига. Да. Од независност. Во независна Македонија, дали тука се осеќа некоја разлика веќе во квалитетот на одбојката што се играла во Југославија претходно и тука бидејќи веќе нема екипи од Србија, не играте со нив? Да. Без секако квалитетот опаѓа, значи Србија знаеме што и сега на светска велесила одбојкарска, земја на олимписки шампиони, светски и европски, нормално дека опаѓа квалитетот. Меѓутоа тоа е кај нас лигата е таа, надпреварите се тие, значи квалитетот е една голема тројка. Со кого имавте најголемо ривалство и во Југославија и во независна Македонија? Добра екипа има ја од Борец од Велес. Значи знаем еден период, па и Струмица, да не се заборави, значи еден добар период, значи имаше тука борба меѓу нас и нив. Во независна Македонија играте уште неколку сезони, односно некаде до 2000-та. Така. До 2000-та година. Дали од овој период може да издвоиме некој надпревар, некоја случка, нешто на што ќе се сеќавате од играчката кариера? Секој надпревар ми бил битен. Значи секој надпревар си има драж сам за себе, значи. Целта, победата, се знае тоа е. Како котираше Љуботен на табелата во тој период? Секојаш бил меѓу први 4.
Добро време и прв. Значи квалитет сме имале. Да не ги забораваме, тука играле играчици како Еленора Томовска, Виолета Ѓорчевска, Светлана Деварња, значи сме имале стално јака екипа и добар тим. Дали имавте играчи од страна, од други градови или беше Не, комплетно тетовска ние сме екипа? биле чисто татовска екипа, значи не сме земали играчи од страна. Меѓутоа, еве, Тетово денес нема женска одбојкарска екипа во топ 4 екипи. Нема, во првата нема. Значи се имаме формирано, значи од оваа година е формирана втората лига. Тука имаме две екипи. Усвари во првата лига има Универзитетот Тетово, а во втората сме ние екипата на Бамикор. Да, меѓутоа и универзитетот е далеку од пласман во топ 4. Да. Добра, квалитетна екипа се, па сега ќе видиме што ќе донесе текот на првенството. Ако овие три екипи направат една екипа во Тетово, дали може таа екипа да биде во топ 4? Дали Па има би квалитет? можела. Мислам дека би можела. И ако се активираат, може Има би... млади девојчиња, талентирани, значи екипата на Бамикор има добро талентирани девојчиња како и ние, како и универзитетот, така би можела да се направи една солидна добра екипа. Откако завршувате со активно играње на одбојка, влегувате во тренерските води. Меѓутоа не во љуботен, Не во туку Љуботен, во ривалот во Бамикор, да. Зошто не во љуботен? Зашто Љуботен никогаш не ме ни поканул да бидам дел од нивниот стручен тим. А во Бамикор, да, со самата покана на доктор Раско Митовски, се починат, кој беше многу добар мој пријател, како родител, како се, ме покани, јас без размислување прифатив. Тога и мојата ќерка Ивана беше почињаше да тренира одбојка. И она исто таму беше долги години играч. А јас во Бамикор бев тренер 15 години, за кои ми вржуваат многу убави спомени. И секогаш ќе ми останат и убави спомени. Ако сме сега ривали. Да. Се сеќавам на многу надпревари на Бамикор против Љуботен, на Бамикор против Шкендија. Меѓутоа, еден надпревар мислам дека предничи пред сите овие, а тоа е единственото куп финале на Бамикор против екипата на Кометал Студент, тогаш неприкосновена. Неприкосновени беа, да. Екипа, редовен учесник во европските купови, надпреварот се играше во Гоце Делчев, преполна сала, публика дури и во терен. Веројатно постарите ќе се присетат дека толку публика имало на машка одбојка, веројатно во Југославија. Југокром кога играше, да, значи имало и по дрвата качени, и горе качени, значи тога беше стварно многу публика. И тој управо си Павле за тој надпревар, значи за жал го изгубихме, меѓутоа и второ место, значи да освоиш во куп на Македонија не е. Да, мислам дека беше 2003 година тоа, ако да. 2003 можеби 2004, меѓутоа мислам дека 2003 беше. Да, беше Буде Писман, јас бев негов помошник. И добро, сега играте против еден фаворит, апсолутен фаворит на тој надпревар беше Кометал Студент, победи со 3-0. 3-1 или 3-1, да, меѓутоа не е толку лесно, не е гладко како што победуваше во лига. Па ние бевме доста мотивирани. Млада екипа мотивирана. Да, како се подготвувавте за тој надпревар? Дали имаше некоја специјална подготовка? Не, како секој надпревар, меѓутоа нормално се адреналинот е малку поголем за тие надпревари, значи не е занемарување да го освоиш купот на земјата, на државата, значи. Меѓутоа тоа што бидна малку и прегоревме, мислејќи дека во тој надпревар имавме една преголема желба да ги победиме, да го освоиме купот, меѓутоа тоа ето. Одиме понатак. Надпреварот одеше и во директен пренос на македонската телевизија. Да. Нешто што денес е незамисливо да се направи во Гоце Делчев, например. Да. Никош не се знае, Павле. Да. Никош не се знае. Добро, еве последниве 2 сезони надпреварите, конкретно од машката и од првата женска лига одат на македонската телевизија. Па мислам дека повеќе одат од машката. Да, повеќе од машката, како што гледам, повеќе од машката. Меѓутоа знам дека еден надпревар требаше од Гоце Делчев да биде пренесуван и немало услови за пренос, кажа, па мораше екипата на Лирија да бара друга сала за да оди надпреварот на телевизија. Се уште ќе се задржиме на овој период кога сте тренер. Дали може да кажеме една бројка, од прилика, колку девојчиња пројдоја низ ваши тренерски раци? Не би знаела да ги... Значи, многу има пројдено. Многу генерации, многу девојчиња кои до денеска се поздравуваме, се посетуваме на тие данови што сме ги прошле. Имало некош и подкарување за нивно добро. Значи, многу.
генерации кои уште ме поштуваат, така да благодарност и до нив, кои што може и ме трпеле. Малку сум позната како пострак тренер. Фала им. Да. Имаше репрезентативки од тоа време од екипата на Бамикор во оние младински. Млад имаше, да, Бранкица Митовска, Ивана Зафировска, Николина Богоевска, Цеце, Ива, значи имаше, многу имаше. Значи ние околу, па ако скоро пола девојчиња биле од Бамикор. Сениорска репрезентација немаме денес. Нема. И немаме некои добри десеттина години, ако не и повеќе. Ма мислам дека и повеќе, да. Јас ги гледав последните надпревари женската репрезентација на Македонија што ги одигра во Скопје, тоа беа квалификации против Исланд во Калес играат двата надпревари и потоа следуваше турнир, ако не се лажам, во Црна Гора беше бидејќи поминаат нели тие предквалификации. Што е причината што немаме репрезентација? Немаме квалитет или нема волја во одбојкарската федерација? Па ја мислам дека немаме и квалитет, али ипак тоа прашање би треба до федерацијата да го поставиме. Значи не е лошо, значи да се разговара зошто немаме. Значи имаме една добра машка селекција со играчи кои што играат странство и што ви се добро котираат, значи. Ипак треба тоа прашање на федерацијата да се постави. Зошто немаме? Ние имаме женски репрезентации и во фудбал и во кошарка. Така. Два спортови каде што женските репрезентации исто немаат квалитет, меѓутоа се надпреваруваат, се трудат да го покренат квалитетот, значи да имаат подобри фудбалерки, односно кошаркарки. Навистина, барем според мене, немањето на квалитет не е оправдање во оваа Сигурно ситуација. нешто друго има за тоа што и самата федерација сигурно знае зошто е така. Да. Македонија наредната година ќе биде домаќин на Европско младинско првенство во женска одбојка. Дали имаме квалитетни тетовски одбојкарки да конкурираат во оваа селекција? Мислим дека на тие припреми што ги имаше неколку направени, немаше ни едно девојче поканато од Тетов. Ни едно немаше. Во пионерска има неколку девојчиња од Бамикор, а во кадетската не. Какви ни се резултатите на тетовските екипи во овие младински категории, во пионери и во кадети? Па да ви кажем, прилично добри сме, значи увек сме меѓу првите, да наречем 8. Значи не сме за занемарување, квалитет ипак има. Ќе биде подобро, сепак мислим дека ќе биде подобро. Зашто има девојчиња се доста заинтересирани за одбојка. Ќе биде подобро. До 2014 година сте тренер во екипата на Бамикор, паралелно и во младинските категории и во првата екипа. Меѓутоа во 2014 година се одлучувате да одите чекор. Да, си формирав свој клуб, Те воле. Работаме, значи тоа е еден фамилиарен наш клуб, работаме со синот, со ќерките. Па почнавме, имавме и машки, значи имавме категорија младинци, категорија младинки, кадетки, пионерки. После групата на машки малу се подрастори. Дали тоа што немаше некој знаете, у еден период дојде значи да се нема да се игра пионерска екипа. Имав се моја пионерска екипа и само Струмица. И се јавувам на Каро, значи треба да се игра пионерско. Ќе побегне децата ако не се надпреваруваат. Не е битен резултатот. Значи прво да се надпреваруваме. Нема со колку да се организира. Година, 2-3, децата се расторија, а девојчињата, значи со поголем прилив, ќе остана. Ја еве сега сме тоа што сме денеска. Денеска сме, значи, учествуваме во втората, која годинава формирана втората лига на Македонија. Почнавме да игравме еден надпревар, за жал го загубивме, меѓутоа јас не сум разочарана од тој надпревар Павле. Значи, имавме многу време за припрема, за работа. Надпревариве што сега, мислам дека ќе биде многу подобро. Зошто се одлучивте на таков чекор да формирате клуб, а не да останете во Бамикор? Па мислам дека предизвикот најповеќе ме победи. Предизвикот сакав да не видам да пробам што можам јас сама да направам. Рековја за Бамикор ме важуваат стварно многу убави спомени. И ова еден голем се предизвик, значи почињавме со 10-15 деца, уште сега Те воле има деца од околу од 80 деца.
Значи имаме две беби мини волей група и беби волей група. Во беби мини имаме деца од 4 до 7 години. Беби волей од 7 до 10 години, тоа се 40 до 50 деца. Имаме категорија на пионерки, категорија на кадетки и сениорки. Клубот постои 7 години. 7 години. Кој е најголемиот успех што е постигнат во овие младински категории во овие 7 години? Па да ви кажем право, ние веќе 3-4 години учествуваме на меѓународен турнир во Ниш. И годинава девојчињата постигнаа прилично добар резултат, беа 6-ти, тоа е меѓународен турнир. Може и тоа беше мој репер да реков, ајде да пријавиме, значи екипа, знаат дека ќе има втора лига. Тоа што екипата ја направив, значи младост и искуство. Значи се враќа неколку поискусни одбојкарки, тие се сепак мои деца, значи тие потекнуваат деца од Теволеј, кои си малку се откажаа, кој ради факултет, обврски. Меѓутоа, еве сега на мојата покана, значи без ниеден збор дојдоа, се вратија. Имаме добри кадетки, значи тоа е екипата младост и искуство, да видиме доке ќе. Мислам дека ќе имаме добар резултат. Сега во иста лига сте со Бамикор. Како ќе се чувствувате на тој надпревар кога ќе играте во првенство сега? Како и на секој надпревар. Како и на секој надпревар. Подобриот нека победи. Коректна фер игра, подобриот нека победи. И спортски да се честита на победникот. Кажавте дека трениравте и машка екипа. Да. Што е полесно да се тренира, да се биде тренер на машка или на женска екипа? Дефинитивно на машките. Кога ја формиравме машката екипа, значи прв капитен на таа машка екипа беше Хамза Весели, кој сега е во универзитет Батово. Капитен на универзитетот. Хамза е мој ученик, го поздравувам многу и го посакувам многу успеси. Вие сте едно одбојкарско семејство. Да. Вашиот сопруг е исто поранешен одбојкар, ќерките, синот се исто, Да. одбојкари, синот и тренер во клубот. Дали кај вас дома се разговара за нешто друго освен за одбојка? Нормално. Кога игра Новак Џоковиќ беше тама у куќе. Не, ние се шалим, да, го сакам тенисот, меѓутоа пратиме се кошарка, одбојка, ватерполо, значи едно право спортско семејство, како што кажете. Дали ги следите овие европски светски првенства во одбојка? Да, обавесно. Македонската репрезентација? Обавесно. Дали можеше повеќе нашата репрезентација на последново првенство? Мислам дека можеше повеќе, малку како потфрлија, дали ќе дојде до смена на селекторот, не знам, ипак тоа федерацијата одлучува. Мислам дека може, го немаше тоа дали никако од прошлото европско првенство. Значи се некако многу слабо, бледо, неубедливо. На нашите гости обично им поставувам прашање од кој тренер научивте најмногу. Меѓутоа, вас ќе ве прашам, освен професорот Веле и професорот Драшко Чајка, дали имавте друг тренер? Да, тренери ми биле Мичевски Боце, Буде Пишман, значи од секој по нешто се трпело на секој. Дипломатски одговор. Така. Сега јас не ги знам толку позициите во одбојката како што играат играчите, меѓутоа на што позиција вие игравте? Јас сум играла техничар. Што значи тоа? Организатор на играта. Ако немаш добро либеро и добар техничар, исто како да немаш екипа. Значи јас сум играла организатор на играта, и мојата најмала ќерка Драгана исто ја зазеде таа позиција, мислам и она играше како техничар. Со кој од соиграчите имавте најдобра соработка? Се разбиравте со поглед. Со Елеонора Томовска. Со едно мало знакче, значи. Ова не беше договор. Како тренер, најдобра одбојкарка што ја имате тренирано? Се морам да дадем па дипломатски одговор. Неколку. Многу се. Не се договаравме пред емисијата што ќе разговараме, меѓутоа можевме да се договориме да размислиш да направиш идеална шесторка на тетовски одбојкарки од времето и вие кога сте играли и кога сте биле тренер, идеална шесторка, меѓутоа мислам дека сега можеби нема да се сетите на сите. Ајде, ипак не тие што сум ги тренирала. Ајде.
Ивана Кузмановска, коректор, Николина Богоевска, прв центар, Цеце Марковски, втор центар, и Ива Димитриевска и Драгана Деферовска техничари, Бранкица Митовска примач. Мислим дека е доволно. Најдобра тетовска одбојкарка во историјата? Ивана Кузмановска, сепак. Очекуван одговор. Не, мислим дека одговорот е точен. Точен е? Точен. Ивана Кузмановска, значи, имаше понуда да игра во Скопје, беше многу барана на Косово. Некако се двумеше, иде, не иде, остана да не иде, така да... Плановите за иднина? Останувате во те волеј, нема да се обидувате како тренер во Те други воле е клубови? мој клуб, наш фамилиарен клуб, значи остануваме тука. Еве сега почнуваме со надпревари, значи имаме доста зиграње во сениорска, во младинска, во кадетска селекција, така да ќе видиме резултати. Мислам дека добро ќе биде. Кои се амбициите? Дали имате амбиција да влезете во прва лига? Па знаете дека ја би сакала? Мислам дека ако први не, али втори, трети сигурно би биле. Со овој квалитет што моментално сега го имам на располагање. Се уште Само ни фали една мала уиграност на екипата и ќе биде. Се уште немате пошлато да користите воучери од Агенцијата за млади и спорт. Така е. Меѓутоа еве да се надеваме дека следните воучери после нова година дека ќе добиете ваучер. И кажавте дека и вие кога игравте одбојка бевте една тетовска екипа тука со домашни одбојкарки. Меѓутоа доколку добиете ваучер, доколку влезете во прва лига, дали би зеле засилување од страна, од други градови, еве не странски засилувања од други градови? Од Македонија мислите? Да. А зашто да не? Сигурно една до две би зела. Па видите, лани Јанта зеде само една украинка, одлична украинка, која беше и татко и мајка и тренер на екипата, до кај стигна. Секој од 6, значи таков играч, ретко мислам дека се наоѓа. Еден играч беше кој ја држеше цела игра. Да, ги гледа финалните Да, надпревари, да. и ќе Заслужено, заслужено. Да, и ќе се согласам. Ти посакувам успех. Благодарам. Посакувам добри резултати со те воли. Ние сме тука да ве следиме, И да благодарам информираме многу. јавноста, да, за сите резултати, како од те воли, така и од сите други Така. екипи, не само од одбојката, Нормално, туку и нормално. од сите спортови. Уште еднаш ти благодарам што Благодарам и на вас. Тоа беше тайм-аут со Виолета Зафировска, поранешна одбојкарка, тренер и собственик на одбојкарскиот клуб Те волеј од Тетово. Уште еднаш благодарност до лаунч барот Двор 21, каде што ја снимавме денешната емисија. Довидување и се гледаме повторно следниот петок.